Земјоделското мирување на растенијата не значи одмор за земјоделците. Напротив, експертите советуваат лозарите и овоштарите да го искористат топлото време, кога температурата се движи и до 7 степени Целзиусови, и да почнат со зимско прскање на овошките и виновата лоза. Затоа што голем број на инсекти и болести презимуваат во текот на зимата по самите растенија, по самите овошни дрва, по самите лозови насади, односно чокоти и така натаму ластари, и каде што на почетокот на вегетација на старт ги напаѓаат растенијата и создават проблеми, односно помасовна појава кај самото растение и може да направат поголеми штети. Затоа е препорачливо да се изврши ова така наречено зимско капење на овошките со употреба на инсектициди кои што се во олео или масленеста форма и кои што овозможуваат да има поголемо прилепување кон самите растенија, а исто така да се додадат и бакарните фунгициди, односно бакарициди, кои што пак од своја страна ќе ги уништат сите болести кои што се фунгите, габните заболувања и причинителите на бактериозите, причинители од бактериите, кои што презимуваат во овие делови. Би нагласил дека кај овоштарството употребата односно на количеството на раствор обично се движи во доза од колку што е широка круната. Односно, во колку круната на овошката изнесува околу, да речеме, вкупно, значи диаметар, не радиус, диаметар, изнесува, да речеме, 3 метра, метар и пол со метар и пол, тогаш потребно е 3 литра на раствор, на овој раствор, да се употреби за самата овошка. Ивановски додава дека лозарите и овоштарите мора да внимаваат растворот да навлезе не само во гранките, туку и во стеблото и кората, за да може да бидат уништени инсектите кои преноќуваат во тие делови.